Глумам денојве дека не ми е топло. Не сум запас. Мај шо да правам? Секој со професијата. Пример дома нешто, ако ти се расипит пенџере нешто, ако се разбираш во тие работи, ќе употребиш професија, за да си подсмениш, да си реновираш, не знам шо. Ако ти е топло мајстор, ако си клима, ќе си монтираш нешто. Јас глумец по професија, шо да правам? Шо ми е занаето? Брат, како е, топло? Напротив. Деца на клима ми пуштат ми ја ебе улогата. Не сте свесни колку е тешко да си глумец. Поготово са бајле, ако одам на продавница, околу 8 без 15, овие чедава возрастни величности. Ке ме сретни некој застанат, вака пола сат ме наблюдува. Ме наблюдуват, вака ме гледат. Кажи, викам, повели. Сати таја нешто, интимно. Ја рушам интимама, кажи шо требит, ке ме урочиш. Од пештани си кузничу клепто. Шо кажи? Ти, онај глумецот си, а? Дипшит, а? Глумецот, а? Да, рековме пред пола сат. Потврда нешто да издам за глумеца. И глумиш, а? О, не 4-7, јас и владата работиме толку. Но јас на продавница сега го ќе одам глумам. Јас не одам никола, не, би било премногу очигледно. Не, јас влегвам в продавница во Малава ко Хамлет. Одам леп да купам со череп во ракава. Да, одам, влегвам внатре, отворам врата, вака, и на продавачка викам, добар ден, драга дамо, би сакал јас да ве запрашам само. Дилема една јас имам. Леп да купам, или не, прашање сега. Ја умре на кутра одгоре, штини вика таман бре комшија, пак со допусто глумење. Викам, кажи реплика бе со енергија, глуми малце, емоција употреби бе жено, емоција, врати ми енергија, импулс. Овие комшиве, редица веќе направен. Пиздат сите, викат, ајде комшија пичка, ама треба не глуми море, и ние треба купиме работи. Така е комшија, конфликт. Опа ја браво, ќе успееш, задржи то! И ајде сите, од почеток, од првчин. Падиме уште еднаш, цело време глумам. Цело време глумам. Например, на гости кој ќе одам, глумам секогаш сум во улога, посебно прв пат ако му влегвам во куќата на некој, сум во улога на фин човек, на фин дечко. Многу тешка улога за играње. Опа. Многу тешка улога за играње, затоа што секде кај да поиш на Балканов, не само кај нас. Во некоја куќа, стан куќа, не е битно. Секогаш имат по некоја баба, секогаш. Ова, со... Отвараш врата, затвораш и гледаш, овде стои баба. Стои вака и те гледа. И знаеш што е најако? Не е нивна. Камо, ваше е бе овде? Што се? Не знаеме. Години е там. Мо то вило зад врата се скрило. Што е тоа? Ова. Мислевме од музеја име донесено. Ми пипаја. Артефактет. И баба, кој ќе види некој помлад од незе, што се случуваат во 98% од случаите кои ќе види човек, во Македонија така јаде, одма се фрлјат и почваат да те љубит, ко на свадба овие, да те љубит и да ти посакуваат само убајни. За одма те љубит и викаат, да си ми здрав и жив, допата, невеста, среќен, Божик, да не е Божик, но било 1983 година, мозокот го престанал да работи цел кажал, Божик било и од тогаш секој ден е Божик. И нема везе, те љубит и како што ми те љубит, осеќаш дека чедово почви да губит координација. Да, и последниот бакнеш, место во обравчето, бидете со мене.
Нестово, бравчето, е вака овде. На граница, Македонија, Бугарија. Бакнеш на смртта, наскоро во кино. Тешко е, многу. Да си глумец многу е тешко. Претешко. И жена ми глумица исто. Преако е. Само си глумиме па дома. Знаеш, секој ден нови улоги, преако е. Леле, например, кој ќе ми речи, Никола, оди ѓубрево да го фрлиш, одма во улога влегвам. Во улога италијанец. Викам, Basta, che ѓубре, che? Basta. Абе, не туку ми глуми овој фрли го ѓубрево, ти велам, basta, cretino, Che ѓубре, не може, Болен сум, Вика, што ти е, ме боли куро, да, ма таа одма влегви во улога на Хитлер, прави раз! Нема да, од чизмата на фашизмот, никој не преживел. Ќе го фрлиш бате ѓубрето. Понекогаш ми се чини како во ист филм да сме, ама жанров кај секој е различен. Секој по свое си глумиме падува. Пример, јас идам вака од на стендап, од паб, некаде со жура излезени, се направиле ѓубриња са ни пијани лајна, идам дома, жанрот е комедија. Немат реплики. Должно е да го гледате во главнава машка улога како си ги соблеквит патиките в ходник. Стати комедија. Јас комедија, ама таја хорор. Отворат врата, водена коса, нож и она ноќница. Кој вика, ќе ту бијам кај си до сега. Не, викам, пичкувате хороре. Или, например, кој ќе готвит вкујна, шо е ретко. Тогаш жанров е она Asian action, кунг-фу е жанров. Влегвиш, секде ножој летет низ кујнава, летет ножој, влегвиш и само гледаш ножот там. Гледам, леле, куќа на летечките ками. Викам, ми се вртит вака и ми вика, броколире ти се бајати! Ја гледам вака и само викам, не злато. Стилот на готвење твој е тоа што е бајато. Очвит кунг-фу тука вкуна, се правиме партали се. Или пак двајцата ако готвиме, дека 2 звезди, знаеш. Друго е, си повлекли. Жанров е Star Wars. Финал Star Wars, еј. Јас сум Лук Скајвокер, таја е Дарт Вейдер. Одма стават наметка црна, маската ја редит вака. Уклучвит лајтсейберов. Не гледат вака и сам викат, интергалактичко чофте. Не гледат ние дома сите потиме вака, не гледат Дарт Вейдер и само не прашуваат. Има ли некој гладен? Не, злато! Сите сме сити! Преако. Јас мислам, да. Екологија. Мене одамна ми има текнато дека Дарт Вейдер требаше жена да бидите.
О, та беше Дарт Вейдер жена, ки имаше мир во галаксијата, одамна. Лазерска депилација, знаеш која ќе беше измислена за це? 70-тите. Аре вака сега паники идат лето, леле, дождовнава шума треба да се почна сри. Pray for Amazon. Пожари, чуда, шо нема. И сега ништо, мораш дојдеш кај на козметичар, ваму да... Тогаш не, да беше Дарт Вейдер жена, измислено ќе си беше све, нормално. Идат лето, не паничи, срце не паничи, си го земаш лајцејберчето мало, за чанта да го собере. Си го уклучвиш, и почвиш да си се средвиш вака. Овде велгош ти е. Непланска сеча има. На крај ќе ти текнет креативна да бидеш и викаш со љубов Михаела. Гледаш си викаш шо знам, не ме бенди си. Тумач ми е некако. Продолжуваш да си се средбиш. Има жени со проблеми. Продолжуваш. Јасно е зашо правиме муабет, така? Шо знам? Да пробаме. Готово, фризурица среđена. Нико стига. Убајно.